Мислуваме да ги зголемуваме годините на старост или нешто друго, заради прашања кои што се познати по јавноста, тоа е мораме да го стабилизираме пензискиот фонд. Државата од буџетот дава 500 милиони евра за да може пензионерите да земат пензија. Додека не го стабилизираме пензискиот фонд, а тоа треба да значи дека нема да има бојазност, односно страф, дека ќе се случи да нема пензии, иако тоа сега е отстрането комплетно, кога буквално работниците преку плаќањето на придонесите ќе го полнат пензискиот фонд, тогаш ќе можеме да размислуваме за било какво менување, но на надолна граница. Ние сме социјалдемократи, ние сакаме да го вратиме стажот, ние сакаме да ги намалиме годините за пензионирање, заради тоа што веруваме дека на тој начин ќе отвориме повеќе работни места, но истовремено ќе го почитуваме работникот како работник. Уште едно локално прашање, веќе 2 месеци Радовиш нема нотар, повторно во интерес на земјоделците, за заверување обичен договор сега околу евидентните листови, тие мора да патуваат за Стрелица. Слушнав и пред неколку денови, сум информиран од градоначалниците од пратеничката за ова прашање, денеска издигување исто беше поставено од граѓаните. Уште во понеделник директно ќе иницирам пред Министерството за правда да отпочне постапката да се избере нотар, а слушнав и во некои други градови заради пензионирање или е намален бројот на нотарите, еве за жал во Радовиш останато без нотар, тоа значи дека граѓаните не можат редовно да ги завршуваат своите секојдневни граѓански постапки. Фокус неодамна објави дека сте биле мета на убиство. Имате ли било какви сезнанија, дали лицата осомничени се приведени, имате ли било какви информации за тоа што го објави Фокус, поврзано лично со вас како на оној кровчето? За деталите верувам дека соодветно правосудските органи ќе дадат соопштение или информирање во соодветен временски период како се одвиваат судските постапки, мислам пред се на судовите и јавните обвинители. Јас знам дека човекот кој што ја добил таа задача е во притвор. Благодарам. Рековте, ниту знаат, ниту пак се трудат. Кои се тие функционери и зошто да се чека 10 месеци за реконструкција нивница? Добро, знаете дека постапката на мотивација, на охрабрување е нешто кое што треба да тече со чекори. Јас се испратив пораката за да може некој да се поправи. Апсолутно некој ако заслужува смена веднаш тоа се прави, без разлика дали е на пониските ешелони или од повисоките ешелони. Очекуваме секако нормално да се случуваат и реконструкции и промени во соодветни временски периоди, кога се прават рекапитулари од секој можен аспект. Има многу огромен е бројот на луѓе во владата кои што и знаат и се трудат. Исто така голем е бројот на луѓе во владата кои што многу се трудат, а не знаат, но се трудат и да научат. Има еден дел кои што ниту знаат, ниту се трудат. И јас апелирам на вистина до сите, ние сме сервис на граѓаните, заради тоа сме поставени да се посветиме максимално на потребите на граѓаните. Ова кое што го имаме добиено од граѓаните е чест и одговорност, која што не имал можност секој да ја добие. Од тој аспект апелирам до сите на вистина максимална посветеност во нивното извршување на работните задачи. Дефинитивно размислувате за реконструкција на владиниот кабинет? Да, прво ќе има реконструкција заради тоа што ќе расте бројот на пратеници во пратеничката група. Разговараме со дополнително пратеници, мислам дека треба да овозможиме стабилизирање на парламентот од повеќе аспекти. Јас се надевам дека и опозицијата ќе се врати брзо во парламентот, но и вкупниот број на пратеници од парламентарното мнозинство би требало да биде посоодветно за да може да нема прекини вака на седниците, паузи, собирање на пратениците и слично. Верувам дека ќе успееме со тоа, а поради тоа ќе се случи секако и реконструкција. Што очекувате по посетата од Јункер? Јас очекувам охрабрување уште еднаш, дадено преку стратегијата која што претседателот Јункер ја објави. За нас тоа охрабрување значи сериозна мотивација да ги дозавршиме реформите согласно плановите 369, да ги продолжиме сите оние процеси на посветеност на унапредување на севкупниот квалитет на животот на граѓаните, заради тоа што сме убедени дека Европа ќе ни даде датум за преговори само ако заслужуваме или ќе станеме членка на Европската унија тогаш кога нашиот стандард на граѓаните ќе биде веќе приближно еднаков на стандардите на граѓаните. Очекувам охрабрување кое што за нас значи прецизирање од прилика која ќе ја добиеме безусловената препорака, но истовремено охрабрување дека во јуни е возможно да добиеме датум за отпочнување на преговори, а со тоа и отварање на европските фондови дополнително за Република Македонија. Кој е ставот на владата по проценката на Бујар Османи да не замине на конференција во Босна и Херцеговина, бидејќи Косово не присуствува?
Веројатно солидарноста која што во Западен Балкан е изградена помеѓу 6 земји членки, а тоа е сите да бидеме секогаш било причината на потпредседателот на владата да даде таква изјава. Прво, не знам зошто и Косово не е покането, веројатно Босна и Херцеговина го нема признаено, па го нема покането, но знаете дека целиот овој период сите земји од Западен Балкан сите сме заедно, без разлика кој до која фаза во напредокот кон Европската унија дојден. Црна Гора и Србија хитат напред во делот на преговарачките процеси, тие преговарат поглавје по поглавје. Македонија и Албанија чека датум за преговори, а Косово и Босна и Херцеговина се поназад. Веројатно, ако било иземена и Црна Гора, би требало солидарно вака да се поставиме, заради тоа што ако некој од партнерите в 6 земји не е канет, не знам што ќе барат останатите 5. Но истовремено не можам да потврдам дека е соодветно дадена изјавата од господинот Бујар Османи, заради тоа што без ваквото објаснување кое што сега го давам испраќа грешна порака. За нас сите се партнери подеднакво целиот регион, сакаме да оди напред, знаеме дека градиме добрососедски односи со сите и мораме дури при давањето на изјавата да внимаваме на нашиот одек и